Почитувана пратеничка Жаклина. Најпрво, проблемот во Комисијата за образование, наука и спорт, еден од главните проблеми е односот на председавачот кон самата комисија. Таа седница не се одржува затоа што принципиелно и принципиелност нема кај вас. На таа седница вие јавно искажавте став дека треба да се донесат заклучоци за јавната расправа за новата концепција за образование. Тие заклучоци никако не успеваме да ги добиеме на хартија и да разговараме по истите за да бидат усвоени. Затоа што таа концепција, односно таа јавна расправа, во многу влијае на се останато во однос на законите за образование. Значи, ако ние донесеме заклучоци кои ќе произлезат од јавната расправа, многу јасен став ќе имаме и за самата концепција и за сите закони кои произлегуваат од истата. Вака имаме самоволие од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која прави јавашлык во однос на образованието и не сака никакви реформи. Зашто го велам тоа? Затоа што едноставно немате никаква коегзистенција во однос на работничките права. Веќе кога го спомнавте тој закон, дали е фер работник, односно учител, кој ќе има 10 часа работни во неделата, да има иста плата со професор кој ќе има 25 работни часа во текот на неделата. Значи, тоа решение што вие сакате да го промовирате како европско. Дека тоа е само став на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, потврдува и новото раководство на Министерството, кој од законска процедура ви повлече еден куп на закон. Значи, воопшто, новиот министер не се согласува со концепцијата на претходниот министер Мила Царовска. Така да, проблемите во образованието не треба да ги префрлате на комисијата. Треба првин да расчистите која е таа ваша политичка определба и каде го водите образованието, тек после да разговараме за закони кои произлегуваат од самата концепција. Воспротивно, ќе се случува тоа што се случува. Ние упорно ќе го бараме заклучокот од јавната расправа. Кога тоа ќе се случи, тогаш ќе имаме понатаму нормален тек на комисијата. Меѓутоа, вие амблок оценувате како и јас го оценувам законот за наставници. Тој закон воопшто не е отворен на самата комисија. Кој ви дава за право да правите овде театар како и јас сум се поставил во однос на законот за наставници, кога законот воопшто не е ни отворен на самата комисија. Тоа е само во вашата перцепција и вашето видување како ќе течат работите. Значи, да не должам многу, и за наставниците, вие во вашето излагање кажавте, полагаат стручен испит, на крајот на годината може да изследува трансформација. Зашто тоа не го направите? Зашто ви треба закон? Сегашниот закон може да ви овозможи трансформација на работниот однос на сите тие што имаат положено стручен испит и ги исполнуваат условите. Јас ќе ви кажам, проблемот е во партизацијата. Тоа што не и давате решение на вашите вработени, на вашите партиски членови е само политизација. Едноставно ви треба партиска војска која ќе одработува на избори се додека ја имате власт. Тоа ви е проблемот. И немојте да ги мешате работите. Благодарам.